После 5 недели кампања, нели по првиот и во вториот круг, после поминати повеќе од 13.000 километри низ Македонија, можам да заклучам дека денеска е денот кога граѓаните треба гласно да зборуваат со пенкалото во рака позади гласачката кутија, дали се за ова секојдневие кое што денеска за жал е власт во Република Македонија предводена од Заев Зоран, или пак сето она кое што ние изминативе 5 недели, но изминатив период исто така го зборуваме, а тоа е правдата која што треба да ја победи сето целокупната неправда која што денеска се случува во Република Македонија. Навистина представува еден свечен ден и покрај сите неправилности и нерегуларности кои што ги добивам денеска од терен, имаме низа случаи во текот на денот, партијата ќе има и неколку ворени пресконференции. Очигледно дека карактерот на властодържците на Зоран Заев не мирува, сакаат на насилен пат да се избере председател во Република Македонија. Имаме случаи во Источна Македонија, неколку истите денеска ВМРО-ДПМН преку пресконференција ќе ги соопшти на јавноста во Република Македонија, но и покрај сите тие злоупотреби, и покрај сите тие притисоци, и покрај сето она што се случуваше изминатите денови, поготово полициската опсада која што беше реалност во Охрид и во Ново село изминативе неколку денови, ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска Давкова ќе победат денеска и Македонија денеска ќе добие првата жена за председател на Републиката.